Дневник на К1 телевизија во 20 часот. Добро вечер. По кратката најава за дневните настани започнуваме веднаш. Останете со нас. ВМРО ДПМН е со трибини во Велес и Чашка. Од денеска стапува на сила законот за продажба на земјоделско земјиште. Почна исплатата на тутунот. Се што сме ветиле сме исполниле, затоа и граѓаните ни веруваат, не поддржуваат, но и со нас ги споделуваат своите идеи. Ова беше потенцирано вчера вечер на трибината на ВМРО ДПМН во Велес. Владеачката партија и овој пат на директни средби со граѓаните. Отчет за сработеното, но и планови за реализација на проекти со кои ќе се подобрат условите за живот. Трибината ја следеше колешката Дијана Иванова. Во период кога владеачката ВМРО ДПМН ја подготвува изборната програма, Велешани давајќи ги своите идеи, активно се вклучени во процесот на создавање на програмата, со која оваа партија ќе ја побара поддршката од граѓаните за нов 4-годишен мандат. Ова е период, рече претеникот Илија Димовски, кога државата е исправена пред сериозна политичка криза наметната од СДСМ. За ВМРО ДПМН пресебноста на граѓаните и доследноста на почитување на институциите, не дозволувајќи улиците да ги заменат истите, значела многу. Говорејќи за се што е направено во изминатиот период по Велес, Димовски потсети на инвестицијата на Маркарт, но и на фактот што околу 1500 велешани работат во компаниите кои што се лоцирани во индустријските зони во Скопје и Кавадарци. Дека условите за водење на бизнис одат во добра насока, докази и влезот на турската компанија Eurobrick Company, која ја купи Киро Ќучук, но и најавите за нови инвеститори. На сериозно ниво на подготовка и трета работа која што се надеваме многу наскоро ќе не усреќи и ќе не изненади нас како граѓани со ставање во употреба на погони на една поранешна голема фирма, односно фабрика во Велес, за кои што се заинтересирани странски инвеститори и веќе се во постапка да ги купат и да стартуваат свое производство во Велес и повторно да се вработат огромен број на наши сограѓани таму. Вработување, подобрување на животниот стандард, инфраструктура. Ова се теми кои секогаш имаат приоритет кај граѓаните. Невработеноста во земјава е на најниско ниво, или 25,5%, а во времето на СДСМ овој процент беше 38. За разлика од СДСМ, кои што се кријат во партиските штабови, позади нивните говорници, кои што измислуваат афери, кои што прават конструкции и целата енергија ја трошат на мрачни сценарија, како да и наштетат на нашата партија, како да и наштетат на владата на Република Македонија, како да и наштетат на Република Македонија. Меѓутоа, ниту нивните сценарија, ниту нивните обиди ќе не запрат. Ние сме денес тука пред вас за да ги слушнеме вашите потреби, да видиме што е она што е потребно да го реализираме како влада во наредниот 4-годишен период. На трибината со наслов на Македонија и треба твојата идеја, говореше министерот за транспорт и врски. Бројките покажуваат дека во изминатите години изградени се над 360 локални патишта со вкупна должина од 700 километри. Во моментов се градат 3 автопати. Кога тргнете од Скопје према Штип, го вработиме автопатот Младиновци Штип, вреден преку 200 милиони евра, но исто така го работиме и Велес Кадрифако. Следната година започнуваме и со неколку експресни патишта, тоа е Штип Радови, Штип Кочани, а веќе заврши тендерот за Штип за Кочани Делчево. Реконструкција вредна околу 6 милиони евра и 10 километри нова рехабилитација и реконструкција на тој пат. Предвидовме 20, а реализиравме 59 активности во Велес од 10 топ проекти. Локалната самоуправа реализира 9, 10 започнуваме да го реализираме до година. Вака вчера вечер го започна своето излагање градоначалникот Славчо Чадиев. Оваа влада е најзаслужна и прва која издействува Македонија да ја добие првата препорака во 2009 за рамноправно членство во Европската Унија, рече државниот секретар за евроинтеграција на Блажевска, потенцирајќи дека во последните 7 години имаме 7 последователни препораки кои докажуваат дека ги исполнуваме сите потребни критериуми за отпочнување на преговорите за полноправно членство во Европската Унија.
Во општина Чашка се одржа трибина на ВМРО ДПМН во рамки на кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Дел од министрите на владата на Република Македонија пред жителите на општина Чашка ги представија сите проекти кои ги реализирале, но и оние кои наскоро планираат да ги реализираат. Трибина на владеачката ВМРО ДПМН во рамки на кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Синоќа пред жителите на општина Чашка, дел од министрите на владата на Република Македонија ги представија своите проекти кои ги реализирале, но и оние кои наскоро планираат да ги реализираат. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски пред жителите на Чашка истакна дека представува огромно задоволство кога се движат од едно до друго населено место, а граѓаните ги кажуваат своите идеи. Мисајловски подвлече дека ВМРО ДПМН не бега од народот. Не ветуваме чуда, но на што ќе го ветиме, верувајте дека ќе го исполниме. Јас сакам да ви информирам за неколку работи што се во делот на моето министерство. Моментално во Министерството за транспорт и врски има најголема и најобемна програма во Република Македонија, во историја на Република Македонија. Моментално градиме 3 автопати паралелно. Станува збор за инвестиција од преку 800 милиони евра. На трибината своје обраќање имаше и дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. Тој пред жителите на општина Чашка додаде дека дел од идеите кои произлегуваат од граѓаните влегуваат во програмата која им ја носела победата во изминатите избори и победа која ќе следи и понатаму. Програма која што ги нуди решенијата за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните. Програма која што обраќа внимание на секоја општина во нашата држава токму поради ваквите средби. Затоа ве повикувам да ги искористите овие средби, да ги дадете вашите идеи, за да ги земеме во предвид. Градоначалникот на општина Чашка пак ги представи проектите кои локалната самоуправа во соработка со владата и министерствата ги реализирале. Пратеникот Коџабашиев пак напомена дека оваа влада е единствената која спроведе низ реформи во сите општествени сфери на живење. Реконструкцијата на болницата во Јасеново, што многумина ја забораваат, чини 2,5 милиони евра. Значи само за неколку години вкупна вредност 5 милиони и 950. Почитувани граѓани, подсетете се кога кај општина Чашка волкави средства влегу. Реформи со кои покажавме и пред домашната јавност, но пред се пред меѓународните институции, дека Република Македонија има капацитет за равноправно членство и во Европската унија и во НАТО алијансата. Според Ана Блажевска, државен секретар за евроинтеграција, создавање на поволно економско обкружување, странски инвестиции, нови работни места, стипендии за младите, достапноста на производите, реформи во правосудството, визна либерализација се само дел од она што владата предводена од ВМРО ДПМН има направено на ово поле. Од денеска стапува на сила законот за продажба на земјоделско земјиште. Земјиштата кои во катастарот се впишани како земјишта под објекти и дворни места, а кои не спаѓаат во градежен реон, истите да се пренаменат како земјоделски земјишта. Законот за продажба на земјиште под оранжерии стапува на сила денеска. Тоа значи дека земјиштата кои во катастарот се впишани како земјишта под објекти и дворни места, а кои не спаѓаат во градежен реон, истите да се пренаменат како земјоделски земјишта. Ние подготвивме во владата таква измена, се донесе одлуката за промена на законот. Законот се подготви, се испрати во собранието и собранието го донесе законот. Упатува на тоа да во следните 60 дена се изработи таа методологија за утврдување на пазарната вредност на земјиштето. Право на купување на земјоделско земјиште ќе имаат актуелните сопственици на оранжериите, односно на стопанските објекти. Остануваат уште 15 дена за исплата на К-15 во приватниот сектор. Работодавачите до крајот на годинава на вработените треба да им исплатат регрес за годишен одмор. Оваа обврска произлегува од општиот колективен договор за приватниот сектор. На работниците кои работеле најмалку 6 месеци кај ист работодавач треба да им бидат исплатени средства во висина од најмалку 40% од основицата. Работодавачите од приватниот сектор до крајот на годината на вработените треба да им исплатат регрес за годишен одмор. Оние кои тоа досега не го сториле, имаат уште 15 на дена. Оваа обврска произлегува од општиот колективен договор за приватниот сектор.
На работниците кои работеле најмалку 6 месеци кај ист работодавач треба да им бидат исплатени средства во висина од најмалку 40% од основицата. Според спогодбата за измени на општиот колективен договор што го подпиша Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи, се дава можност да се исплати регрес за годишен одмор и во поголем износ доколку компанијата има можност. Фирмите кои пак имаат потешкоти во работењето, по задолжителна претходна консултација со синдикатот, може да се утврди регрес за годишен одмор во помал износ од износот утврден со општиот колективен договор. Од Сојузот на синдикати на Македонија апелираат и очекуваат дека до крајот на годината регресот за годишен одмор ќе биде исплатен и од оние работодавачи кои досега не го исплатиле. Обврската за задолжителна исплата на К-15 стапи на сила во 2014 година, кога на вработените во приватниот сектор како средства за годишен одмор им беа исплатени по околу 8400 денари. Проектите на општина Лозово за наредната година се веќе изготвени. Пресметките покажуваат дека нивната реализација ќе чини околу 400.000 евра. Средствата се грант од Европската Унија. Зградата во која е сместена локалната самоуправа на општина Лозово добива нов лик. Кровната конструкција е заменета, а енергетската фасада веќе поставена. Променете се и прозорите. Средствата за оваа намена се донација од швајцарската амбасада, како дел од програмата за зачувување на животната средина. Поставувањето на новата фасада е дел од проектите планирани за оваа година. Но општината веќе ги испланирала и проектите по кои што ќе работи наредната. 3 имаат презнак капитални. Пресметките покажуваат дека нивната реализација ќе ја чини општината околу 400.000 евра. Асфалтирање на улици во должина од 1200 метри во Лозово, Дорфол и Каратманово во вредност од 155.000 евра, обезбедени од ЕУ ИПА грант. Асфалтирање на улици во должина од 1 километар во вредност од 70.000 евра, обезбедени од Агенција за финансиска поддршка во земјоделие и рурален развој и од општината. За водоснабдување во општина Лозово од хидросистем Злетовица ќе се гради цевковод во должина од 12 км, кој ќе ги поврзува селата Лозово, Дорфолија, Каратманово и Милино. Вредноста на проектот е 215.000 евра, кои се обезбедени од Европска инвестициона банка. Инаку во моментов се работи на канализационата мрежа и колекторот во село Милино. Се реконструира и покривот на училиштето, а се крпат и ударните дупки. Цветко вели дека и наредната година ќе продолжи финансиската поддршка за новороденчињата. За секое прво, второ родено дете по 7.000 денара, додека за трето и повеќе родени деца по 10.000 денара доделуваме. Наредната година ќе започне да функционира и меѓуопштинската автобуска линија од Велес до Лозово, а ќе биде отворена и полициска канцеларија и диспрезирана канцеларија за издавање на лични карти, пасоши и возачки дозволи. Во 2016 година ќе отпочнат градежните работи за изградба на водоснабдителен систем за селата Чалошево до Рутовец и населбата Трпезица. Со ова ќе се реши проблемот со водоснабдување на околу 5000 жители, а истовремено ќе се допринесе за развој на руралните средини. Е завршена постапката, го чекаме рокот за жалби и очекуваме одма после нова година, доколку дозволат временските услови, да се отпочне со изградба на водоснабдителниот систем за селото Челошево, населбата Трпезица и Дорутовец. Вредноста на овој проект е околу 14 милиони денари, со вода за снабдевање ќе обезбедиме околу 5000 жители. Значи, овој проект го работиме исто така со соработка со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и на руралниот развој. Од Сојузот на тутунските здруженија на Македонија информираат дека 3 откупни компанија почнаа исплатата на тутунот. За откупот на тутунот од годинешната реколта отворени се 152 откупни пунктови, односно 186 ваги во земјава. Досега просечната цена е 178 денари за килограм. Реколтата, иако помала, околу 23.000 тони, е со висок квалитет.
Од Сојузот на тутунските здруженија на Македонија информираат дека 3 откупни компании ја почнаа исплатата на тутунот. Председателот на Сојузот Данчо Милески вели дека откупувачите се придржуваат на договореното да исплаќаат во рок од 7 дена од преземањето на родот од кооперантите тутунари. Филијалата на Тутунска банка во Прилеп потврдува дека исплаќаат 3 откупни компании: Сокота под Битола, Прилепскиот тутунски комбинат и Алијанса од Кавадарци. За откупот на тутунот од годинешната реколта отворени се 152 откупни пунктови, односно 186 ваги во земјава. До сега просечната цена е 178 денари за килограм. Реколтата, иако е помала, околу 23.000 тони, е со висок квалитет. Сојузот на тутунските здруженија смета дека цената треба да биде уште повисока, а забелешки имаат и на пунктовите на Прилепскиот тутунски комбинат. На терен е и инспекторатот, кој ќе ги проверува сите спорни количества тутун, за кои тутунарите не се задоволни со процената. Во Кавадарци во текот на ноќта концентрациите на PM10 частичките изнесувале 264 микрограми на метар кубен. Воздухот загаден и во Тетово, Скопје и Битола. Концентрациите на PM10 частичките во овие градови се движат од 264 до 996 микрограми на метар кубен. Воздухот е денеска загаден во Тетово, Скопје, Битола и Кавадарци. Концентрациите на PM10 частичките, измерени во текот на ноќта на мерните станици во овие градови, се движат од 264 до 996 микрограми на метар кубен. Во Кавадарци во текот на ноќта, концентрациите на PM10 частичките изнесувале 264. Движењето на отворен простор, граѓаните да го сведат само на неопходни излегувања, да не ги проветруваат просториите во кои престојуваат и без поголема потреба да не користат автомобил, туку средства за јавен превоз, а малите деца и бребените жени, хронично болните и постари лица да не излегуваат на отворено. Ова се дел од препораките кои треба да се почитуваат од страна на граѓаните, поради нарушениот квалитет на амбиенталниот воздух и намалување на граничните вредности за партикуларни честички помали од 10 микрометри, што всушност е резултат на загадувањето на воздухот. По повод 50-годишниот јубилеј во Средното стручно училиште Коле Неделковски се одржа саем на храна под мотото "Вкусот што спојува". Учениците, родителите и жените од клубот на пензионери на штандовите имаа можност да нудат разни македонски и велишки специјалитети, кои сами ги подготвиле. Во рамки на одбележувањето на 50-годишниот јубилеј во Средното стручно училиште Коле Неделковски се одржа саем на храна под мотото "Вкусот што спојува". Ученици, родители, но и жените од Сдруженијето на пензионери на штандовите нудеа разни македонски и велешки специјалитети кои тие самите ги приготвиле. И ние сме учеснички со домашни специјалитети од нашето минато кулинарство, еве традиција и за понатамо да се дегустира и да се одржува. Меѓутоа посебно ми е драго што ова е средба, да кажеме и аукција, продажна, е мултиетничка средба. Ние денеска приготвувавме разни традиционални јадења и приготвивме зелник, некои донесоа и сладко од разни продукти. Донесувам исто така и жива туршија. Стварно многу убаво. Вака ги спојува, мислам, и учениците. Се дружат, практично и ние родителите доставуваме што можеме, како можеме. Производите се продаваа по символична цена. Собраните средства ќе бидат доделени во хуманитарни цели. Тоа дополнително ќе одлучиме за лицата кои што најмногу им е потребно. Ние сакаме да даваме однапред коментари затоа што сакаме прво да видиме која ќе биде сумата, а потоа ќе распределиме на ученици кои што најмногу им е потребно. Прославата за полувековното постоење на училиштето ќе заврши утре со свечена академија.
Македонските пациенти ќе се лекуваат со познатата кубанска вакцина против рак. Двојно зголемување на бруто домашниот производ. Во продолжение вести од Македонија. Македонски пациенти ги се лекуваат со познатата кубанска вакцина против рак. Здравство24.мк дознава дека вакцината треба да биде донесена во земјава до крајот на годината. Од Агенцијата за лекови ја потврдуваат информацијата, но не прецизираат кога ќе почне да ми се дава на болните. Од таму велат дека извесен период преговараат со фирмата производител да се обезбеди донација за неколку пациенти во Македонија, по примерот на Србија, каде минатата недела почна да се применува оваа терапевска вакцина. Вакцината е подготвена 20 на години и се препорачува за болни од рак на белите дробови во 3 и 4 стадиум, за кој не постои друга терапија за лекување. Докторот од Куба кој ја создал вакцината тврди дека го забрзува ширењето на малигните клетки и го продолжува животот на болните и до 5 години. Според последните статистички податоци, годинава ќе се оствари двојно зголемување на македонскиот бруто домашен производ од 2005 година па наваму, со што во споредба со 28 земји од Европска Унија, Македонија би остварила втор најдобар раст на економијата. За речиси 9 години, македонскиот бруто домашен производ е двојно зголемен. Во 2005 година БДП изнесувал 308,4 милиарди денари, а во 2014 година изнесувал 525,6 милиарда денари. Највисока стапка на раст на БДП на годишно ниво е забележана во 2007 година, од 6,5%. Растот се должи најмногу на растот на градежништвото, како и на растот во услужните дејности и индустријата. Според експертите, намалувањето на невработеноста е директно поврзано со економскиот раст. Во бруто инвестициите спаѓаат капиталните инвестиции во јавниот сектор, како автопатишта, училишта, болниците, но и инвестициите во приватниот сектор, како фабриките кои ги отвараат странските инвеститори во технолошко-индустријските зони. Според економските експерти, странските инвестиции представуваат голема категорија преку која се зголемува БДП. Самото зголемување на БДП значи зголемување и на вработеноста или пат на невработеноста. А од вестите од светот, косовската полиција приведе 8 опозиционерски пратеници од собранието на Косово. Денеска во Москва се сретна американскиот државен секретар Кери и рускиот министер за надворешни работи Лавров на разговори за мировниот процес во Сирија. Осумина опозицијски пратеници во собранието на Косово приведе косовската полиција во текот на вчерашниот ден, јави Танјук. 5 од нив биле приведени на сослушување синоќа под сомнеж дека учествувале во вчерашното фрлање на солзевец во косовскиот парламент. Но овие пратеници уште претходно им била изречена мерка домашен притвор, која тие не ја почитувале. Уште тројца пратеници на опозицијската Алијанса за еднината на Косово, на Рамош Харадинај, биле притворени и обвинети за непочитување на судската казна за домашен притвор. Косовските судови казна од едномесечен или домашен притвор досега имаат изречено на вкупно 13 пратеници од опозицијските партии, самоопределување, Алијанса за еднината на Косово и Иницијатива за Косово. Американскиот државен секретар Џон Кери и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров се сретнаа денеска во Москва на разговори за мировниот процес во Сирија, а планирано е подоцна Кери да се сретне со рускиот претседател Владимир Путин. Се надевам дека денеска ќе успееме да најдеме заеднички став, нагласи шефот на американската дипломатија, додека Лавров изјави дека е подготвен да разговара за кое било билатерално прашање за кое Кери смета дека е важно. Кери и пратеникот на Обединетите нации за Сирија Стефан де Мистура сакаат следната рунда мировни проговори да се одржи во петок во Њу Јорк, но Русија досега одбиваше да го потврди тој датум. Младинската селекција на Македонија до 16 години загуби од Турција со 1:4 на првиот од двата пријателски мечеви кои се играат во Анталија. Металург утре гостува на екипата на Радовиш во надпревар од 14-тото коло на ВИП Суперлигата. Во продолжение останатите вести од домашен спорт.
Надпреварот од рамките на Б лигата помеѓу екипите на Шкопје и Вардар не го дочека својот крај. Ваквиот развој на настаните е во договор на управите на двата клуба поради непрофесионалниот однос на судиите во текот на првото полувреме. Двете екипи се договорија да не го одиграат второто полувреме од дуелот поради непрофесионалниот однос на судиската тројка Деја Младеновски, Сашо Тошевски и Бојан Ивановски. По првото полувреме Шкопје водеше со 1:0 со голот на Самир Шабани, а домашните не успеа да реализираат два удари од белата точка. Наредниот меч Б тимот го игра со екипата на Силекс во петок во 13 часот. Младинската селекција на Македонија до 16 години загуби од Турција со 1:4 на првиот од двата пријателски меча кои се играа во Анталија. Селекцијата предводена од Добринко Илиевски прва стигна до водство откако Бојан Колевски по 9 минути игра ги матирал турците, но за 3 минути во завршните 6 минути од првиот дел домаќините стигнале до 2 гола. Кабак со својот втор погодок во 80-та минута го поставил конечниот резултат. Македонија и Турција ќе одиграат и втора контролна в четврток од 13 часот, исто така во Анталија. Металург утре гостува на екипата на Радовиш во надпреварот од 14-тото коло на ВИП Суперлигата. Тоа е последниот настап пред подолгата пауза до почетокот на пролетниот дел на првенството. Металург одамна ја освои титулата есенски шампион со максимални 13 победи во претходните 13 кола. Нема сомнение дека така ќе остане и по утрешната средба во Радовиш, во која влегуваат како апсолутен фаворит. Надпреварот ќе се игра во 19 часот. Интересен надпревар во осмина финалето од ракометниот мундијал за жени. Франција славеше против Шпанија со резултат 22:21. Лестер го победи актуелниот првак Челси на домашен терен и се врати на врвот на табелата во Премиер лигата. Во продолжение вести од меѓународен спорт. Интересен надпревар во осмина финалето од ракометниот мундијал за жени одиграа Франција и Шпанија. Триколорите славеа со минимални 22:21. Неизвесен дуел буквално до последната секунда по прецизниот удар на Лакрамбре со кој французинките славеа. Ниомбла со 7 гола беше најефикасна кај Франција, Пино постигна 5, додека вардарката Дембеле го заврши мечот со 1 погодок. Од останатите надпревари кои се одиграа, Полска извојува победа над Унгарија со минимални 24:23. Русија остана со максимален ефект на овој мундијал откако славеше над Јужна Кореја со 30:25. Црна Гора без проблеми дојде до победа во пресметката со Ангола, триумфирајќи со убедливи 38:28. Во следните надпревари, Црна Гора во четвртфиналето ќе се сретне со Норвешка, Романија по елиминацијата на светскиот првак Бразил ќе ги одмери силите со Данска, а во останатите две четвртфинални двојки за место во полуфиналето ќе се борат Русија против Полска и Франција Холандија. Лестер го победи актуелниот првак Челси со 2:1 на домашен терен и повторно се вратија на врвот на табелата во Премиер лигата со 2 бода предност во однос на Арсенал. Джейми Варди ја продолжи својата фантастична сезона со нов погодок, отварајќи го резултатот во 34-та минута по одличната асистенција на Ријад Махрез. Со голот во 77-та минута, Лои Креми му даде надеж на Челси, но сепак недоволно. Лестер на крајот се радуваше на триумф. Челси по 16 одиграни надпревари е само на бод од сезона за испаѓање од Премиер лигата. Александар Трајковски против Росиноне го постигна својот гол првенец во серија А во победата од 4:1. Освен што има нависока оценка од сите останати фудбалери на Палермо, неговиот гол беше избран и за гол на колото во серија А. Ова беше неговиот прв гол во серија А вкупно втор во дресот на Палермо откако неодамна погоди во Купот на Италија. Угледниот Гардијан најде место за македонецот и на листата на најдобри голови кои викендов паднаа ширум фудбалска Европа, а меѓу останатите се и Лионел Меси, Давид Силва, Нани и други фудбалери. Наредните денови ќе продолжи периодот на стабилно и суво време со мала до умерена локална облачност. Појава на магла ќе има само во утринските часови. Зголемување на облачноста ќе има во среда и во четврток. А сега да ги видиме и температурите по региони.
Тоа беше се во ова издание. Имајте пријатна вечер и останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!